Почитувани гледачи на утринската програма Деница на телевизија Мега, добро утро. Денес разговарам со деканот на Правниот факултет во Кичево, професор доктор Илија Тодоровски, со кого ќе поразговараме за се она што е актуелно на Правниот факултет во Кичево. Декане, добро утро и ви благодарам што се одзвавте на поканата да бидете наш гостин. Добро утро, многу благодарам. Поздрав до гледачите на телевизија Мега. Со задоволство ја прифатив поканата, бидејќи сметам дека би било значајно да се откријат информации од интерес на целата популација, од аспект на високото образование, значи, која гравитира кон Правниот факултет Кичево. Така. Декане, Правниот факултет во Кичево постои во рамките на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола. Знаеме дека е основан 2008 година од страна на Собранието на Република Македонија. Кажете ми, колку отварањето на Правниот факултет во Кичево ги оправда очекувањата и може ли еве да кажеме дека навистина Правниот факултет придонесе во развојот на се она што значи академски граѓани, да имаме што повеќе поквалитетни академски граѓани да произлезат од таа институција, или во глобала да ни кажете дали Правниот факултет е на нивото кое што го замисливте уште на почетокот? Прво да дадам позитивен одговор на ова многу важно прашање. Правниот факултет Кичево, значи Кичево со диспрезирани студии во Битола и Струга. Според мене, човек може да биде и субјективен наоѓајќи се на оваа позиција, меѓутоа, според мене во висока мера ги оправда очекувањата, од проста причина што голем број на студенти што живеат во Кичево, што не би имале можност да студираат на друго место, ја добија таа можност да се запишат во Кичево, исто така и сите други студенти од другите помали градови кои гравитираат. Како што знаеме, порано беше Скопје центар во кој што се запишуваа студентите, но не сите. Кога се отвори факултетот, Правниот факултет во Кичево, со дисперзираните студии во Струга и Битола, многу студенти кои инаку не би имале намера или не би имале можности, се запишаа тука. Ова се однесува на сите три града што се во рамки на Правниот факултет Кичево, а како што кажавте, се е тоа во рамките на Универзитетот Климент Охридски, значи од Кичево, кон кој што гравитираат Македонски Брод, логично целата околина на Кичево и доста од Гостивар, доста и од оној дел Ростуше, Маврово и така натаму. Понатаму е Струга, кон кој гравитираат Охрид и целиот оној дел Вевчани, Октис и така натаму. И дефинитивно тука е Битола, кон кој покрај заинтересираните од Битола гравитира и сите завршени средношколци од Прилеп, Демирхисар, Крушево и така натаму. Значи, опфаќа една голема територија во Западна Македонија, Југозападна Македонија, со три града кон кои што гравитираат и други градови и села во југозападниот регион на Македонија. Дополнителен показател е дека интересот секогаш бил висок, се запишувале многу студенти, што сведочи за големиот интерес. Во последниве неколку години во известна мера запишувањето е намалено поради демографските трендови, значи не е тоа што се одразува само на нашиот број на запишани, кај нас и најмалку се одразува, значи едноставно, ако има помалку на население, логично би биле и помалку запишани, но како и да е, останува фактот дека интересот од првата година 2008 година до последната уписна година 2015-16, значи оваа сега што ја посетуваме, интересот секогаш бил голем во сите три града. Така. Дека не може ли да кажеме сега што точно нуди Правниот факултет, кој тип на студии и колку циклуси на студии? На почеток нели беа само додипломските студии, меѓутоа со тек на време Правниот факултет од Кичево така речено растеше, па може да понуди нели и плюс од додипломските студии. Може ли еве да ги запознаеме нашите гледачи? Сега вака.
Значи има две ситуации да тргнеме од првата затекнатата. Значи нашите циклуси базично мораат да бидат базирани на закон и ние тоа сме го следеле. Во 2008 година имало 4-годишни студии кои логично ако се отпочна до 2008 траат до 2012 година. Значи биле 4-годишни, тоа се прв циклус до дипломски студии. 2012 година сме отвориле постдипломски студии во трајање од 1 година, бидејќи според Болонјската декларација, според европскиот начин на студирање, циклусите треба да бидат 3 до 4 години да заврши првиот циклус, со 5 години завршува вториот циклус, значи магистерските или постдипломските, и уште 3 години имаме докторски студии. Враќајќи се на случајот на правниот факултет. Од почеток имало 4-годишно образование, значи од 2008 до 2012. 2012 сме отвориле постдипломски и тоа 3 студиски програми, значи тоа е за тогаш беше за деловно право, казнено право и меѓународно право. Наредната година деловно го заменивме со граѓанско, така што ги имаме тие најопфатните студиски програми, значи кои тогаш траја 1 година, за да се стане магистер. Инаку со 4-годишно се станува дипломиран правник, па после со вториот циклус магистер на правни науки и после тоа, значи ги отворивме и докторските студии, така што тоа се 3-годишни студии, се состојат од 2 дела, значи дел од 1,5 година кога се студираат предмети и дел од 1,5 година кога се изготвува докторската дисертација. Се е тоа онака како што го бараат законските прописи и добрите професионални узанци, добрите професионални обичаи. И нашиот циклус по вертикална линија е заокружен. И имаме додипломски студии, постдипломски и докторски студии, значи во севкупно трајање од 8 години. Логично, Западна Европа има и постдокторски, ние општо во Македонија ги немаме тие постдокторски, што останува предизвик за понатаму. Сега, во 2014 година законот наметна малку поразличен концепт, ама ова не го менува целиот карактер, што побара ние прво да воведеме 3-годишни студии, со што би станал некој правник, па после имаме уште 1 година за 4-годишни, па уште 1 година за магистерски. Со други зборови, целиот концепт останува ист, само законот инсистира прво да има правник кој може да работи во предпријатие, невладена организација. Дипломиран правник со 4 години кој би можел да работи исто така во овие, меѓутоа и да застапува на суд и така натаму, бидејќи има судски постапки. 5 години тоа е со вториот циклус, значи за да станат магистри на науки, со што им се овозможува, ако сакаат да останат во предпријатија, ако не, со тоа може да се продолжи студирањето во смисла да се запише на Академија за судии и обвинители, за да стане после таа Академија судија и обвинител, па понатаму да се полага адвокатски испит, да се полага нотарски. Сето тоа е обусловено со тоа да имаат 5-годишни студии завршени тука, логично друга линија ако сака да остане во наука или во високо образование, за тоа се потребни докторските студии. Сега, значи, уште еднаш, дали е 3+1+1 или 4+1, тоа е потполно сеедно, значи ние ги имаме сите видови на студии. Тоест, уште еднаш ќе повторам, сега стартуваме со 3-годишни, со што станува правник, кој може да работи, рековме таму. Понатаму може да продолжи уште 1 година за да стане дипломиран правник, може да продолжи уште 2 години за да стане магистер, а ние имаме во 3 области магистратура, граѓанско право, казнено право, меѓународно и логично може да продолжи уште 3 години. Значи, ги имаме по тип најважните студии,
оние трогодишни и четворогодишни се општи студии по право и после имаме посебна специализација во овие три дела, значи меѓународно, граѓанско и казнено, и логично ги имаме докторските. Со други зборови, за да се постигнат сите од првата до последната позиции во вработувањето со правно образование, ние тоа правно образование на сите нивоа го обезбедуваме. Значи, на правниот факултет Кичево со дисперзирани студии во Струга и Битола. Така. Дека не во овие 8 години од како работи правниот факултет, може ли да ни кажете колку генерации на додипломци помина, постдипломци и колку имаме на третиот циклус на студии, односно докторските? Вака, значи до сега, првата генерација, која е запишана 2008 година, која дипломирала 2012 година, таа прва генерација беше само за Битола и Кичево, наредната година ќе се појави од Струга, значи тоа е првата генерација 2012 која дипломирала. До 2015-16, значи до 2015, значи имаме 4 генерации кои дипломирале. Годишно просечно дипломираат околу 100 и нешто, варира бројот, еве да кажеме 120-30, така што досега дипломирале околу 500 студенти, значи на додипломски студии. Значи тие што се четворогодишни додипломски или прв циклус. На постдипломските почнуваат од 2012. 2013 тие се едногодишни, 2013 е првата генерација која дипломирала, логично, имаме 3 генерации кои дипломирале, не дипломираат сите, имаме 3 генерации, тука кои магистрирале и тука имаме околу 150-160 магистрирани лица. Значи, тука годишно се запишуваат околу 60, значи меѓу 60 и 70 во Битола и Кичево, нема такви во Струга, тоа се од втор циклус, и на докторските се врзуваат со бројот на ментори. Првата генерација се запишаа 6 докторанти, значи кандидати за докторат, бидејќи тоа се врзува со бројот на ментори кој е 2, оваа година ќе бидат запишани уште 6, значи интересот за докторските секогаш е помал, бидејќи главниот интерес на студентите е да завршат магистерски, тие 5 години, значи 4 додипломски и 1 магистерска или по новото 3 со 2, значи 5 години, бидејќи тоа им овозможува со дополнително образование, што е надвор од нашата институција, законски е тоа така поставено, да станат суди, адвокати, обвинители, значи тоа што е попривлечно за докторските студии, секогаш на секој факултет има помал интерес, но ние имаме кај нас постои поголем интерес во однос на нашите капацитети. Значи, еден професор може да обезбеди законски 3 кандидати, значи имаме 20 професори за сега, кои обезбедуваат, значи 20 ментори, кои обезбедуваат 6 докторанти. Интересот за докторски студии е поголем, но логично не се изедначува и приближно со овој интерес што постои за додипломски и постдипломски студии. Так. Отприлика уште 3 месеци остануваат до завршување на матурантите со нивното средно образование. Што еве правниот факултет од овој момент би им понудил или би им посочил да размислуваат за да дојдат токму тука на правниот факултет во Кичево, кои услови би им ги понудиле вие? Ова што неколку години постои, јас на тоа гледам со позитивни очи од аспект на квалитет на студирање. Што е тоа што може да им се понуди? Може да им се понудат добри наставници, кои прво ги задоволуваат законските услови, наставник,
Значи професор е лице со докторат и со соодветни звања, доцент, вонреден професор и така натаму, а магистрите, асистентите се со магистратура, значи се добро научно и образовно подготвени за одржувањето на наставата, значи има соодветен кадар од аспект на стручност и од аспект на мотивираност. Значи квалитетот на предавањата и вежбите е на високо ниво и не постојат пропуштени часови, што не е карактеристика на многу други места. Значи ова го истакнувам како посебна вредност на правниот факултет Кичево. Друго, она што е значајно, на што сме инсистирале од самиот почеток, но се остварува како практика. Постои лесен контакт, значи достапно на професорите и асистентите, но логично пак би го нагласил тоа што професорите кои се постари по правило се понедостапни, општо на другите универзитети, тука се изразито достапни до студентите. Секој студент може да искомуницира, да побара консултации, да се воспостави еден добар професионален, па би рекол и пријателски однос, што е погоден за студирање. Се применуваат принципите на болонјското студирање, значи на европското студирање, со други зборови. Се оди колоквиумски. Значи, се олеснува пристапот, што после 6 недели на настава се полага првиот колоквиум, значи материјата не се полага на испити, е поделена на колоквиуми. Значи, после има нови 6 циклуси на предавање, значи 6 недели, па се полага вториот колоквиум. Значи, колоквиумски може да се заврши сето тоа, ако не, постојат и 5 испитни сесии. Значи, ова е придобивка од Болоња, да не се оди на целиот испит, што е потежок за меморирање, за минување, потешко се воочуваат пропусти на поголем материјал, полесно се воочуваат и ние тоа го имаме, тоа го применуваме. Тоа е општа предност, но се применува на правниот факултет. Правниот факултет во Кичево, Струга, Битола, особено еве кога зборуваме за Кичево, има добри просторни услови, има добри простори за предавања, има добри простори за вежби. За сите предавања постојат учебници, што ги карактеризираме како соодветни, секогаш квалитетот може да варира, да се каже ова е доста добар, ова е одличен и така натаму, меѓутоа за секој предмет има однамна структурирани учебници кои се добри, кои одговараат на таа материја која се бара. Имаме добро опремена библиотека, која со книги што претежно ги добивме во најголем дел ги добивме од владата, кои ја покриваат дополнителната литература, бидејќи покрај основната литература што ја даваат самите професори, бидејќи постои автономија во образовниот процес, самиот професор или изготвува или посочува учебник по кој ќе се работи, ама пошироката литература, нели, таа студентите сами не можат да ја набават, но како и да е, ја има во нашата библиотека, така што и тоа е од значење за подготовка на семинарски работи и така натаму и за секој исчитување на нешто што не е доволно офатено во учебникот, затоа имаме богата литература, секогаш може да биде и побогата, која има во нашата библиотека и логично која им се става на располагање на студентите. Тоа е основното што јас би го посочил како квалитет, логично би ги поканил сите заинтересирани лица, значи средношколци што утре ќе бидат студенти, да ја размислат таа опција да се запишат на правниот факултет Кичево, кој е во центарот на градот, во бившиот дом на АРМ, нели, сега е прилагоден за овие образовни прилики и едноставно да посакаме од септември, но запишувањето почнува во август, да почнеме да се дружиме со нив. Нема ограничување околу самото запишување, со тоа што тие што имаат
училишна матура, само тие се запишуваат во вториот уписен рок, а ги има 3 уписни рока. Првиот е околу 15 август, значи ден-два плюс, така да падне, нели? А вториот е околу 1 септември, третиот е околу 15 септември. Тие што имаат државна матура се запишуваат сите 3 рока, тие што имаат училишна матура се запишуваат во вториот и третиот уписен рок, што ќе рече 1 и 15 септември, меѓутоа не го менува фактот. Кичево традиционално има места за сите заинтересирани. Поголем проблем е во Битола, каде што понекогаш сме биле принудени дел од студентите да ги пренасочиме, меѓутоа во Кичево секогаш имало места за сите заинтересирани. Така не ви благодарам за одстапеното време кое што го одвоивте за да гостувате во нашата емисија и ви посакувам многу успех во понатамошната работа. Јас могу да заблагодарам, ова е голема можност наша преку Мега телевизија, едноставно да ги промовираме нашите можности за студирање, бидејќи, уште еднаш да кажам, високото образование и се што следи покасно, и професионално, и од било кој аспект, ја развива средината во која што тоа постои. Така, Благодарам многу, се негово. Почитувани гледачи, го проследивте разговорот со деканот на Правниот факултет во Кичево, професор доктор Илија Тодоровски. Ви благодарам за вниманието.